Темите околу медиумите, националните телевизии, темите околу македонската радио телевизија конкретно како национален медиум секогаш биле на врвот на вниманието како кај граѓаните, така и во парламентот. И за тоа постојано нели се разговара и на пленарна седница и во работните тела. Конкретно за темата укинување на радиодифузна такса, до сега не знам колку пати сме разговарали, 4-5 пати, сметам дека е абсолвирана тема, но зошто парламентарното мнозинство искрено не покажало конструктивност да го гласа законското решение кое што се уште е на дневен ред, конкретно на 8-та седница на Собранието на Република Македонија. Значи имаме отворено законско решение кое што беше предложено од пратениците на ВМРО ДПМНЕ со измени и дополнување на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, законско решение кое што искрено бевме искрени и кажавме беше превземено од вас, од СДСМ, кое што беше предложено кога бевте опозиција, кое беше позитивно изгласано на матичната комисија за транспорт и врски и очекувавме искрено дека тоа ќе биде крајното решение врз основа на кое што Социјалдемократскиот сојуз ќе даде поддршка. Искрено, еве се уште се прашувам што добива парламентарното мнозинство со ваквиот гест да предлога повторно измени и дополнување на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги кога такво законско решение постои, се наоѓа на дневен ред на број 8 на собраниска седница и ова прашање ќе беше абсолвирано и денес ќе разговаравме со 8 други прашања кои што ќе беа од интерес на граѓаните на Република Македонија. Но заради јавноста, заради информирање на јавноста, ќе ги кажам прво причините врз основа на кои што ние го предложивме тоа законско решение, ќе кажам повторно кои што го презедовме од вас, од социјалдемократите. Имаше 3 причини врз основа на кои што ние го предложивме. Прво, не сакавме во очите на јавноста секогаш да бидеме представени од ваша страна како политичка партија која што воопшто не се грижи за потребите на граѓаните, за својата држава и дека сме секогаш против мерки кои што се од исклучително економско значење за граѓаните на Република Македонија. Секогаш досега како политичка партија и како влада во претходниот време секогаш сме излегувале во пресред на граѓаните. Но искрено ќе кажам дека со ова законско решение на некој начин повторно вие како парламентарно мнозинство сакавте во предизборниот период да ги замачкате очите на јавноста, бидејќи со укинувањето на радиодифузна такса, како што вие кажувате, дека на тој начин ќе доведете до зголемување на економскиот буџет на секое едно семејство во Република Македонија, сметам дека е замајување на јавноста, бидејќи ако ги поддржавте законските решенија кои што ние ги имавме предложени, зголемувањето на пензиите, зголемувањето на платите 5% во јавниот сектор или пак да го прифативте законското решение за воведување на ваучери за студентите, верувајте во тој момент сигурно буџетот на фамилиите или семејствата во Република Македонија ќе беа на едно завидно ниво. Втората причина поради која што го поднесовме ова законско решение и ќе го гласаме, тоа сакам да потенцирам дека денес ќе биде гласана вашиот предлог измени и дополнување на законското решение, беше заради барањето на вашите министри кои што во континуитет бараја од опозицијата да биде конструктивна и да ги поддржува сите ваши политики и сите ваши предлози кои што во својство на проекти кои што ги имавте ветено пред граѓаните за време на предизборната кампања да биде од наша страна тоа минувано и ние тоа го правевме во континуитетно за разлика од парламентарното мнозинство не добивме никакви убедувања и ветувања дека еве нашата конструктивност од ваша страна ќе биде поддржана, па макар да го гласавте и законското решение кое што уште еднаш ќе кажам е отворено и се наоѓа на дневен ред на 8-та седница на Собранието на Република Македонија. И третата причина зошто го предложивме ова законско решение пред гласањето на ребалансот на буџетот, заради тоа да му дадеме можност на министерот за финансии да има една поширока основа за да воведе соодветни финансиски средства да ги обезбеди во ребалансот на буџетот кои што ќе бидат основни и потреби за водењето на македонската радиотелевизија.
да се изгласаја околу 200 милиони денари за потребите на националниот медиум, но не беа подкрепени со законско решение. Ние тогаш го предложивме за да му дадеме една широко отворена, да речам, рака на министерот, и тие 200 милиони денари, сакам да кажам дека не се доволни за нормално функционирање на националниот медиум, бидејќи од тие 200 милиони 140 милиони одат само за македонската радиотелевизија, 40 милиони одат за радиодифузерите, а додека 10 милиони од таа сума треба да се пренесе на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Сега накратко сакам само заради информација на јавноста да дадам една ретроспектива за хронологијата како дојде до воведување на радиодифузна такса. Нели тоа беше по препорака на Европската комисија, која што сметаше дека радиодифузната такса или претплата е главен начин на финансирање на националните медиуми, радиодифузери, бидејќи овој модел представува важна психолошка врска меѓу граѓанинот како обврзник и јавниот сервис од кого се очекува парите од граѓаните да ги потроши нели исклучиво во насока за нивно објективно, транспарентно и непристрасно информирање. И заради оваа препорака од Европската комисија во 2005 година беше подготвено или имаше едно работно тело за подготвување на Законот за радиодифузна дејност, која што беше изработуван скоро 2 години од 2003 до 2005 година, кога СДСМ беше на власт, заедно со граѓанскиот сектор, универзитетите, медиумската заедница, имаше помош од ОПСЕ, Советот на Европа, Европската унија, Пактот на стабилност, и на маса беа дадени неколку варијанти за тоа како треба да се финансира македонскиот радиодифузен сервис, односно националната телевизија. Еден од моделите беше нели целосно финансирање на македонската радиотелевизија од буџетот на Република Македонија, но се сметаше дека овој модел е неоснован и не е во согласност со меѓународната медиумска политика, која што тврди, бидејќи и сите европски земји со исклучок на неколку ја практикуваат, дека националните медиуми треба 65,5% да бидат финансирани од радиодифузната такса од граѓаните, 13,4% треба да бидат финансирани од буџетот на Република Македонија и 17,5% од рекламни спонзорства, продажба и така натаму и така натаму. Значи, овој модел е согласно Европските радиодифузна унија и согласно меѓународните европски политики за медиумска независност на националниот медиум, кој што тогаш Социјалдемократскиот сојуз ја прифати, и во 2005 година со Законот за радиодифузна дејност се воведе за прв пат радиодифузната такса во Република Македонија, кој што изнесуваше 2,4% од просечната плата, која што тогаш беше околу 10 до 11.000 денари, за денес да изнесува околу 0,9% од просечната плата или 190 денари радиодифузна такса, која што беше задоволителна онолку колку што можеше за нормално функционирање на радиодифузниот сервис. Има бројни примери во Европа кои што можеме да ги нагласиме за целосно функционирање или целосно искористување на финансирањето на националниот медиум од буџетот. Негативни примери имаме во Црна Гора, бидејќи со воведувањето нели на финансирањето на радиотелевизијата национална во Црна Гора, со економската криза, со европската должничка криза, значи се доведе до тотален колапс на националниот медиум. Имаме уште еден пример во нашата земја. Значи, колку за подсетување на граѓаните, со членот 178 од тогашниот Закон за радиодифузна дејност од 2005 година, значи беше предвидено 6 месеци од денот на влегувањето во сила нова законско решение, македонската радиотелевизија целосно да биде финансирана со средства од буџетот на Република Македонија во висина од 80% од вкупниот износ на радиодифузната такса. И што се случи, почитувани колеги, за тие 6 месеци од буџетот на Република Македонија, кога СДСМ беше на власт, не беше префрлен ни еден денар на македонската радиотелевизија и таа се доведе во една незавидна положба.
Од таа причина економската Европската комисија побара од тогашната влада на СДСМ да го воведе концептот на финансирање на македонската радио телевизија да биде комбиниран во согласност со европските практики во сферата на медиумите. Ви благодарам.